Патната мрежа во Македонија се развива со две брзини. Додека на западното крило од коридорот 8 веќе се работи на делниците Тетово-Гостивар и Гостивар-Бокојчани, а се расчистуваат и долгогодишните застои за автопатот Кичево-Охрид, поврзувањето кон Бугарија е заглавено на една од најкритичните точки, делот од Куманово до Страцин. Овие 30 километри се алката што недостига за модерна патна врска со источниот сосед, но за нив динамиката оди со далеку побавно темпо. Наместо почеток на градба, реалноста вели дека дури следната година ќе се чека зелено светло од Европската унија за финансирање преку ИПА-3 програмата. Според директорот на ЈПДП, Коце Трајановски, процедурите за изградба на експресниот пат допрва ќе стартуваат со тендер за физибилити студија во 2027 година. Од Министерството за транспорт и врски велат дека во рамки на владината програма за развој на патната мрежа во Македонија предвидено изградба на експресен пат Страцин-Куманово во должина од околу 30 километри. Во овој момент во соработка со Европската унија се подготвува тендерска постапка за изградба на физибилити студија. Истата е предвидено да се финансира во рамки на ИПА-3 програмата. По изработката на физибилити студијата и нејзино одобрување од Европската комисија ќе се распише и тендер за изведувач за оваа патна делница, велат од Министерството. За бизнис секторот брзата изградба на коридорот 8 е од клучно значење бидејќи директно го леснува увозот и извозот. Овој патен правец драстично ќе го скрати времето за транспорт на стоки, ќе ги намали трошоците на компаниите и ќе овозможи поголем прилив на странски туристи. Со тоа се зголемува конкурентноста, меѓутоа треба да бидеме умни дека понатаму и целата придружна инфраструктура и планирање треба да биде во таа насока. Односно, знаеме дека таму ќе се случуваат не само превоз на стока, туку и превоз на патници. Веднаш треба да се размислува дека тие капацитети за туристи дека треба да бидат подготвени или да се почнат да се размислува да се подготвуваат и да се инвестира и да се најде дури и програма за поттикнување на услужната економија. Автопатите кои се градат на коридорот 8 чинат околу 1 милиарда и 500 милиони евра. Тамара Дичевска, Сител телевизија.